фундаментално имаме 4 производи, iPhone, iMac, MacBook Air и iPad. Най-много лично аз ги користам за мобилност. Например, кога най-много iPhone-от и MacBook Air-от ги користам. Най-много ради нивната издржливост, како и карактеристики што ги имаат. И под издржливост мислам за долготрайност на батеријата и квалитетот на екранот, на карактеристики што ги имаат. Колку се лесни. Причина поради која што се одлучивме за Apple е едноставноста на користењето на овие уреди и чисто нивните перформанси. MacBook Air е многу лесен, потоа батеријата исто долго му трае. Оперативниот систем кој што го има е скоро имун на вируси, што е исто така многу битно. Исто така друга причина поради која што ги одбираме Apple производите е уметноста што е внесена во нив. Стив Джобс има златна рака оставена во нив. Едноставноста на користење и дизајнот на уредите ги прави така да не изгледаат фушерајски, односно секој пиксел на све што се прикажува на Apple е точно пресметан зашто стои тука и зашто е неговото место. Тоа iPhone-от ми беше прв паметен телефон што го набавив, така што сега во било кое време, било каде, како да си носам со компјутер и односно респонзивноста на нашите акции, но поготово враќање на имейл, каде што во некои ситуации е битно да моментално вратите на некој имейл да се заврши некоја работа е подобра. Тоа би го извел така како. Исто така и леснотијата. Претходниот лаптоп кој го користев тежеше 4,3 кг, а MacBook Air, например, тежи 1,2 кг, така што сега воопшто не размислувам дали ќе носам лаптоп или не, едноставно нонстоп ми стои во чантата и било каде дојдам, него не осеќам дека сум мене. Многу ми се допаѓа зашто кога рендерирам некој видео или некоја анимација, се рендерира во real time, скоро real time. И нема треба да чекам да се рендерира, па да проверам како треба нешто да сменам, да се вратам назад, па наново да рендерирам, ова си оди се одеднаш. Се справува без никаков проблем, значи машината која користам има 16 гигара. Нема никаков проблем, значи и да го наполнам цел RAM и да го испразнам, нема никаков проблем. Ми се допаѓа тоа што е Unix базиран и дека истите команди што можеме на Linux да ги правам, можеме тука да документираме како ги работи преку командна линија, преку сите ги работи. И супер, едноставно добивам повеќе апликации кои можам да ги користам на иста платформа што е доверлива и можем да рачувам. На iPhone-от го апдейтирам го има нови, да, но оперативниот систем како беше даден така, не мора да се преинсталирам, ниту има вируси. Јас најмногу ги користам на iPhone-от апликациите за социјални мрежи, за имейл нормално, за Facebook, Twitter, значи App Store, делот на iPhone многу ми се допаѓа што скоро има сите апликации што ни требаат ги може да се доwnлоадираат, претежно се бесплатни, поголемиот дел овие што ги користат голем број на луѓе. Исто така календарот фино се синхронизира со другите видови на календари, зависи како имате. Така што скоро цел компјутер го облечеме на еден уред. Со новиот Apple Cloud може на ист начин да се користи како и Dropbox, што се користеше до сега, но сега преминавме на Cloud-а, така. Истите апликации што сум ги користел минатот на Windows или на Linux, кој ќе зборувам, значи сите се портирани на Mac, ама едноставно имам доволно многу и ако нема нека апликација што е таа, можам да најдам доволно добра алтернатива. Ербукот ми беше ставен во ташна и ташната ми беше у багажник и некако извлеков ташната и се преврати ташната и излезе од него. Од метар и пол оваа важнина вака падна на асфалт. И онака со страх, онака да си имам овака темница, дека надолу вака направив и
цветна, онака, као немак све е уредо. И дури после 2 недели за пример го сега цел алуминиум се нагод. Задоволен сум за професионална употреба и кога сакате да се подпрете на нешто што сигурно ќе работи, би го избрал Apple пак. Батериите им се подобри, полесни се, оперативниот систем е постабилен. Па затоа што убаво е да имате некоја компанија што не се грижи за тоа што се произведе долго ништо настане.